Добро вечер во емисијата 360 степени назад. Еве што ќе гледате вечерва. Кулминира политичкиот судир во Гостивар. Он ја ми блокум пред дитаанве. Затоа СДСМ е дуи. Не, тоа не е освета. Гостивар останува единствена општина без буџет за 2018-тата. Και αυτό σημαίνει μια λύση εργαόμνες, δηλαδή μια λύση με σαφή δέσμευση για ένα όνομα που θα χρησιμοποιείται έναντι όλων, τόσο για εξωτερική όσο και για εσωτερική χρήση. Νομίζω ότι οι αλλαγές που έχουν γίνει στο Σύνταγμα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας από το 1993, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ικανοποιούν την ελληνική πλευρά. Воопшто нема негативност околу современ македонските идентитет, кога станува збор за Северна Македонија, Горна Македонија. Дебата за македонското прашање во Солун. Деветката завршува. Вие имате нецели 42% од она што сте се обврзале во овој план 369 да го реализирате, реализирате. Најлесно ми е да кажам дека секаде каде што имаше црвено во планот е заради несоработливост на опозицијата во реализирање. Кај на проблем? Цурик Македонија, кукен дај телефонот, ќе дом ти се јам. Потрагите на популарното видео од интернет со камионџијата од Македонија која моли германската полиција да не го казни. Молим те, шеф, ајде. Ова е вонреден технички преглед и тоа многу често се случува на камиони кои што не се од Европска унија. Вие наместо да ги вадите луѓето од сиромаштија, ви ги држите луѓето во сиромаштија со постоечкиов закон за социјална заштита. Исплаќате социјална парична помош и ги заборавате граѓаните дека постојат. Системот на социјална заштита плаче за темелен ремонт. Останете насад. Се враќаме по кратка пауза. Видеото е емитувано на германска телевизија во кое се гледа како германска полициска патрола врши контрола на товарно возило на камионџија од Македонија, а тој се моли да не биде казнет, предизвика големо внимание и различни коментари на социјалните мрежи во изминатите денови. Возачот не зборува германски, па дел од сцените се комични. Тоа не е проблем. Друг проблем. Први пат тоа Југославијата, први пат. Но проблем. Кај не проблем? Цурик Македонија, кукен дај телефонот, ќе дом ти се јам. Ако проблем тоа бум Македонија уште. 23 тона е. 3 тона. Молим те, шеф, ајде. Молим те, шеф. Поттикнати од видеото, се обидовме да дознаеме како и зошто возачот од Македонија влегол со ваква гума во Германија, какви се македонските, а какви европските стандарди и прописи и конечно, како завршила целата случка. Зоран Јовановски стапи во контакт и со камионџијата од видеото. Тоа не е проблем. Друг проблем. За каква случка зборува видеото популарно на интернет со камионџијата од Македонија и германската полициска патрола? Ова е вонреден технички преглед и тоа многу често се случува на камиони кои што не се од Европска унија. Кај не проблем? Цурик Македонија, кукен дај телефонот, ќе дом ти се јам. Во останати околности, значи, возачот ќе биде оценет од сообраќај се додека не ја замени гумата. Нема да му биде дозволено да продолжи со ваква гума во сообраќај. Das ist falscher Knopf. Штета што нашиот возач не познава закон. Они премногу учтиви му објаснуваат. Со должно внимание му објаснува на нашиот возач дека каде ги увидел неговите грешки. Први пат тоа Југославијата, први пат. Германските полицајци важат како доста трпеливи и доста темелни во нивните контроли и во нивните објаснувања. Каков проблем му направија дотраените гуми? Ова гума е целосно нефункционална и неупотреблива и тоа за жалост да се користи и резултатот е тој. На прв поглед делува како да е газната површина на гумата, да е репарирана, како да е лепена. Може да се препознае дали ова е репарирана гума или нова, но премногу истрошена? Ова е нова гума, сигурен сум, затоа што, барем јас колку што знам, во Македонија никој нема да не ја прави оваа гума, не ја протектира, затоа што нема доволни квалитети.
гумата за да може да преживее уште еден живот понатаму. Се работи за кинеска гума. Ако проблем тоа бум Македонија уште. 23 тона е. 3 тона. Молим те, шеф, хајде. Успеа ли возачот да се извлече без казна? Good, okay. Прилично расположен делуваше германскиот полицаец. Не, може би се му беше интересно како пробува да се извади, а не верувам дека поминал без казна, тоа ви гарантирам. Според коментарите на социјалните мрежи, веројатно не е казан, поради тоа што станува збор за емисија која е директно одвела на некоја од германските телевизии. Веројатно е повеќе целта е тоа да биде поука за тоа што реално се случува на патиштата широм Европа. Вината ја гледате кај самите возачи или ја гледате кај превозниците кои што не им овозможуваат нормални услови за работа? Видете, вие ако работите на пример во услови каде што ви треба да имате добри чевли, одите со влечки, значи нормално вие како работник прво ќе речете извинете, јас не можам да работам во овие услови. Така да треба и возачите да кажат извинете, со ваква гума не смеам јас да патувам, не е безбедно. Го има оној момент ако пројде АПП, ако проđe. Значи ајде уште оваа тура и газдата тоа го минува. Ако помина оваа тура во ред, па следната ќе ја смениме сигурно. Арно, ама еве. Техничката исправност на камионот е основен предуслов за безбедно возење. На технички преглед, меѓу другото, се прави визуелна проверка на гумите. Треба да бидат соодветни на типот на возилото, на годишното време и да имаат соодветна длабочина на шарите. Шарата на летните камионски пневматици треба да биде со минимум 2 мм длабочина, а на зимските 6 мм. Еден ваков камион може да чини околу 150.000 евра и да носи товар од 40 тони. Затоа познавачите не гледаат економска логика, која било транспортна компанија да се ги загрози бизнисот и безбедноста на вработените поради стари гуми. Во такви случаи они во странство веднаш се отстранува возилото од сообраќајот, се носи во областен сервис, истото мора да изврши промена на сите пневматици. Тоа е поголем материјален трошок, бидејќи цените на пневматиците во Европа се многу повисоки него тука. Казните се во зависност од државата се движат од 1500 до 3500 евра. Времето што ќе го изгубате сигурно 2-3 дена и нормално ќе закаснат на робата кај што ја возат и тоа се дополнителни пенали. И кога ќе се собере се на куп, штетата е многу поголема, 10-кратно поголема околку тоа возило да има гуми онаки какви што треба и односно истите да се менуваат на време. Во зависност од квалитетот и намената, некои гуми може да бидат обновени во соодветни услови и повторно да се користат. Тоа кај нас е регулирано со соодветни правилници. Но некои познавачи сметаат дека во ова нема голем ќар и оти треба да се користат само нови гуми. Секоја друга алтернатива, како ново, да речам, жлебање на, да кажам народски кажано, жлебање на гумите, за мене е неприфатливо. Дури можете и сервисерите на возила да ги прашате дека такви комбинации не се прифатливи и за нив. Така да, ја искрено не препорачувам. Без разлика колку и квалитетно тоа да може да се направи. Во малкуте погони во земјава во кои се обновуваат стари гуми, велат дека сите лоши муабети за овој бизнис се всушност митови. Овде тврдат дека обновената гума е исто толку добра како нова. Овие се гуми кои што имаат потенцијал да бидат обновени. А ако се премногу стари и строшени, одат во ѓубре. Ова се нарекува протектирање на гумите, односно во превод е обновување на газечкиот слој на гумата. Тоа е значи сосема професионално и оправдано, меѓутоа не во аматерски сервиси. Значи за тоа постои професионални и обучени сервисери во нашите сервиси кои што може да го направат тоа. Ова е таков погон во кој се обновуваат пневматици, но само за камиони, автобуси, багери. За автомобилски гуми не е исплатливо. Обновени гуми не смеат да се користат за моторцикли и за предни тркала на автобуси. И возила што пренесуваат опасни материи се во оваа категорија. Обновата се врши на два начина: со продлабочување на истрошените шари или со вадење на истрошениот слој и лепење нов.
Значи, ова е последниот дел или последниот стадиум во производството на една протектирана гума, каде што се полага, ова е протекторот, значи, новиот слој кој што го ставаме на гумата. Земаме најчесто премиум брендови, кои што се протектираат, значи премиум збориме брендови како Мишелин, Бристон, Континентал, така натаму, и тие брендови имаат вредност која ќе ги купите како нови, и самата вредност нивна е поголема, меѓутоа остануваат за употреба во уште еден живот, втори живот, кој што е протектирањето. Ако една нова камионска гума чини 400 евра, обновената е за речиси 30% поевтина и чини помалку од 300 евра. Генерално на патиштата се среќаваат, например, многу отпадоци од гуми кои што ќе ги видите. Најчесто 95% да кажем дека подеднакво може да бидат и од нова и од стара гума, затоа што во овој процес, значи, новиот дел кој што го ставаме на старата гума настанува реакција, односно вулканизација, врзување на новиот дел кој што го вградуваме, шарата, со каркасата. И практично е невозможно да се одлепи тој дел, освен во случај кога ќе настане некоја повреда, како и кај нова гума. Која е разликата во векот на обновената гума и нова гума? Сосема исто, значи. Од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата велат дека за состојбата на гумите особено треба да водат сметка професионалните возачи, кои често се на патиштата низ Европа. Македонската регулатива е целосно согласена со европската. Ние како совет апелираме до сите возачи, посебно до професионалните возачи, да ја потврдат својата професионалност на дело, а особено важно е да апелираме до собствениците на транспортни компании, затоа што тоа е меѓу другото и нивна обврска. Нивниот долгорочен бенефит е возилото да биде технички исправно, со квалитетни и соодветни пневматици, пред се заради безбедноста, меѓутоа и заради санкциите и економските придобивки. Македонија има недостиг од професионални возачи на товарни возила, иако платите се далеку над македонскиот просек. Тоа зборува за тежината на професијата и предизвиците со кои возачите се соочуваат на патиштата по светот. Возачот од популарното видео е со долгогодишно искуство, а сепак му се случија германските полицајци. Го контактиравме по телефон, но не сакаше пред камера да зборува за настанот, за кој тврди дека се случил пред околу 2 години. Не дознавме точно за какви гуми станувало збор, нови, обновени, скапи или ефтини. Само ни кажа дека е од Велес, дека професионално вози околу 30 години и дека сепак во конкретниот случај поминал без казна. Верувале или не? Молим те ша. Good, okay. Возачот од Велес вели дека завршил без казна, но и за него и за другите ова може да биде добра поука. Ќе одиме на уште една кратка пауза по која се политичките теми. Unë jam I bllokum prej të gjitha anëve. Do të thënë SDSM edhe duj. Тоа не е освета. Гостивар останува единствена општина без буџет за 2018-тата. Και αυτό σημαίνει μία λύση erga omnes, δηλαδή μία λύση με σαφή δέσμευση για ένα όνομα που θα χρησιμοποιείται έναντι όλων, τόσο για εξωτερική όσο και για εσωτερική χρήση. Општо нема негативност околу современ македонските идентитет. Кога ставува збор за Северна Македонија, Горна Македонија. Дебата за македонското прашање во Солун. Деветката завршува. Вие имате нецели 42% од она што сте се обврзале во овој план 369 да го реализирате, реализирано. Најлесно ми е да кажам дека секаде каде што имаше црвено во планот е заради несоработливост на опозицијата во реализирањето. Продолжуваме со емисијата. Премиерот Зоран Заев во интервјуто за германски Шпигел првпат јавно кажува дека не гледа рационални аргументи за грчкото барање, новото сложено име да не биде преведливо на други јазици. Заев зборува и зошто смета дека уставни промени не се неопходни, што е еден вид реплика на изјавите на грчкиот премиер Алексис Ципрас.
Посредбите што во петокот во Брисел ги имаше со германската канцеларка Ангела Меркел и со други колеги на кои се разговарало и за прашањето за името, Ципрас го повтори ставот за едно име за севкупна употреба, што би вклучило и уставни измени. Ειδικότερα, τέλος, ως προς το ονοματολογικό, επανέλαβα ότι εμείς σταθερά, η Ελλάδα σταθερά επιδιώκει μία μόνιμη, σφαιρική και οριστική αντιμετώπιση των εκκρεμωτήτων με την γείτονα χώρα, την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και αυτό σημαίνει μία λύση erga omnes, δηλαδή μία λύση με σαφή δέσμευση για ένα όνομα που θα χρησιμοποιείται έναντι όλων, τόσο για εξωτερική όσο και για εσωτερική χρήση. Γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει το όνομα αυτό στο οποίο θα καταλήξουμε να αποτελεί ταυτόχρονα και τη συνταγματική ονομασία της γείτονος, πράγμα που βεβαίως προϋποθέτει την αναγκαία συνταγματική αναθεώρηση. Ципрас беше прашан и како ќе се справи со разликите кои ги има со коалицискиот партнер во владата кој е против употреба на терминот Македонија во името на земјава, како и за интересот на меѓународната заедница ова прашање да се затвори што е можно побрзо за државава во јуни да ги почне пристапните преговори со ЕУ, а во јули да ја добие поканата за членство во НАТО. Μιλάτε για χρονοδιάγραμμα, μιλάτε για το ΝΑΤΟ και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε πει την πάσα αλήθεια. Δεν μας πιέζει κανείς, δεν βιαζόμαστε, δεν πιεζόμαστε. Είναι δική μας η πρωτοβουλία να λύσουμε ένα πρόβλημα που κατά την άποψή μας επιβαρύνει την εξωτερική πολιτική της χώρας, ιδιαίτερα όταν βλέπετε έχει να αντιμετωπίσει υπαρκτούς κινδύνους. Δεν πιεζόμαστε, διότι δεν είμαστε το 2008, όπου κάποιοι μας πιέζουν να μπει η γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ. Αποτελεί δική μας άποψη ότι πρέπει να λυθεί αυτό το χρόνιο πρόβλημα με μια λύση όμως βιώσιμη, μια λύση σταθερή που θα εδράζεται σε στέρεα θεμέλια. Και για αυτό το λόγο πήραμε αυτή την πρωτοβουλία να συναντήσω τον ομόλογό μου στο Νταβός και να ανοίξουμε ένα διάλογο, επικοδομητικό πιστεύω, και για την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, αλλά και ένα διάλογο για το πώς θα μπορούσε να βρεθεί μια αμοιβαία αποδεκτή λύση που θα μας οδηγήσει ένα βήμα πιο μπροστά. Για μας αυτή η εκδοχή της λύσης θα είναι μια πολύ θετική εκδοχή σε ό,τι αφορά την εξωτερική μας πολιτική. Για τη γείτονα χώρα όμως είναι κάτι παραπάνω. Είναι υπαρξιακής σημασίας. Η ευρωπαϊκή της προοπτική είναι υπαρξιακής σημασίας, θα έλεγα. Ως εκ τούτου, αν κάποιοι πρέπει να βιάζονται ή να πιέζονται, δεν είμαστε εμείς. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Εγώ όλα όσα είχα πει από την πρώτη στιγμή και με συνέντευξή μου στις 20 του Γενάρη, όπου έθετα τις προϋποθέσεις που αποτελούν εθνική γραμμή εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είπα κάτι καινούριο, όλα όσα είπα στον ομόλογό μου στη συνάντηση στον Νταβός ισχύουν και σήμερα. Και συμπεριλαμβάνονται και στο σύμφωνο που θα δώσουμε, ένα σχέδιο συμφώνου που θα δώσουμε σύντομα στην άλλη πλευρά για να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις επί συγκεκριμένων θεμάτων και ζητημάτων. Από εκεί και πέρα, μιας και με ρωτάτε, είναι θεμιτό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ωστόσο, οφείλω να σας πω ότι ένα κρίσιμο εθνική σημασία ζήτημα, για ένα κρίσιμο εθνική σημασία ζήτημα απαιτείται η προσπάθεια δημιουργίας ευρύτερης συνένεσης και όχι μόνο συνένεση στα όρια μιας κυβερνητικής πλειοψηφίας. Θα την επιδιώξουμε αυτή, όχι μόνο με τον εταίρο μας, αλλά και με τα άλλα πολιτικά κόμματα, εάν υπάρξει προοπτική λύσης, εάν φτάσουμε κοντά σε προοπτική λύσης. Но ниту во партијата на премиерот Ципрас не постои единствен став за клучните елементи на потенцијалното решение за името. Наспроти Ципрас, кој зборува за потребата од уставни измени, пратеникот од неговата партија Митафидис, кој е избран во Солунската изборна единица, вели дека промените на уставот на земјава направени во 1993 година би требало да ја задоволат грчката страна. Тој беше учесник на дебатата за македонското прашање, која изминатиот викенд се одржа во седиштето на локалната власт на Солун, во организација на Think Tank формирана иницијатива на Синас Пизмос.
едно од движењата што се обединија во партијата СИРИЗА. Известува Владимир Мирчевски. Добар ден и ви благодарам за поканата и за интересот и за што сте присутни во волкав број. I'm only saying these few words of gratefulness for being invited and for your interest in order to allow you to hear the language that is supposed not to exist. Which I speak every day at home and write and work in this language. Аплаузот и одобрувањето на публиката собрана во градското собрание на Солун се показател за неочекувано умерената дебата за македонското прашање на која беа отворени повеќе аспекти од проблемот, историски, политички, етнички. Исто така изненадувачки оценките на речиси сите говорници, политичари, историчари, публицисти беа дека не се основани тезите за иредентизам од Македонија кон Грција. Дел од учесниците со кои разговаравме, меѓу кои пратеник на владеачката СИРИЗА од Солун, не го проблематизираат ниту уставот, чија измена е едно од барањата на владата на неговиот партиски шеф Алексис Ципрас. Νομίζω ότι οι αλλαγές που έχουν γίνει στο Σύνταγμα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας από το 1993, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ικανοποιούν την ελληνική πλευρά. Μια περιφρόνηση των Μακεδόνων ως εξονημένων. На слична линија е и грчкиот историчар и публицист Тасос Костопулос. There has been a discussion about the preamble of the Constitution that the reference to Ilinden and to the ASNOM decisions that had to do with a part of Greek Macedonia, as you know, as a geography. In the first case, in the cadre of in the framework of Ottoman Macedonia, and in the second case, in the post-World War II troubles in the region. I think this is one, and the second is this explicit reference to the Macedonian minorities in neighboring countries. Of course, I know that there is also an explicit declaration that there is no territorial aspirations, so I think that this may be bypassed. But I'm not a diplomat, I cannot have an opinion on what's going on between two diplomatic groups. Она што беше јавно кажано за македонското прашање на дебатата во Солун го изненади долгогодишниот борец за правата на македонците во Грција, Павлос Воскопулос. Сепак, Предуслов за да имаме навистина длабоки корени за промената во една национална идеологија, според мене сметам дека треба да почне од долу, од школите. И би било многу позитивно според нас и нашиот предлог и од Виножито дека време е конечно да се створа, да се направи некој вид заедничка комисија поврзани со образовниот систем во Република Македонија и во Грција и да се направи потребните ревизии за националните митови. А кога станува збор за македонското прашање, сепак треба да кажам дека континуирано кога зборуваме за македонската национална идеологија, секогаш е во некој вид дефанзива, значи во одбрана позиција. Сакам да речам дека ќе биде идеално ако се направи во Грција, бидејќи јас зборувам како грчки граѓанин, реформа во грчкото образование и конечно да се информира просечен грк околу современиот македонски идентитет. позитивни поместувања во оваа насока гледа бугарскиот историчар Чавдар Маринов, експерт за македонското прашање. Чини ми се дека во грчката историографија денес постојат некои позитивни тенденции што се однесува на македонското прашање, на некаков полиберален, некаков поотворен начин да се дискутираат тие прашања. Меѓутоа би рекол дека во грчката историографија тој развиток е всушност поважен, така позитивен од она што постои во денес во бугарската историографија, што се однесува на македонското прашање. Така да историчарите на некој начин навистина би можели да помогнат, мислим. Се слушна оценки дека процесот зимето за сега добро се движи и дека за успешно финиширање и Скопје и Атина ќе треба да ги издржат нападите од популистите и националистите.
θα πρέπει να μην ενδώσουν σε εκ του ασφαλούς μαγκές και λαϊκισμό, ούτε στον πειρασμό της εκμετάλλευσης των αγνών πολλές φορές προθέσεων του ανενημέρωτου και επιρρεπού σε διαδεδομένα και φθηνά στερεότυπα ακροατηρίου. The most absurd and most difficult to maintain a myth of nationalism is the myth of continuity. But I'm wrong. The most difficult one, the most absurd myth of nationalism is the myth of homogeneity, of a homogeneous nation. Either completely, partially, or in just small portions. Што ќе значиме со географска одредница за идентитетот на етничките македонци? Географските префикси, кога станува збор за македонското прашање, од една страна, воопшто нема негативност околу современ македонските идентитет. Кога станува збор за Северна Македонија, Горна Македонија или таков тип Македонија со географски префикси. Ама настојуваме ние македонците тука како припадници на малцинството да направиме чекор напред. Ние не сакаме следните генерации да се труат и автоматски едно мало дете, малолетниче, кој ќе слушна, например, за некоја Северна Македонија или Јужна Македонија, автоматски да те прашува зошто и како, има поделби. Ова е основно за било кој манипулаторски кругови од национализам, затоа би сакале ние да има реформа, како грчки граѓани зборуваме, реформа во грчката национална идеологија, да се почитува современ македонски идентитет, далеку од некои антички или дискутабилни испитувања или доближувања за некои антички решења. Ние зборуваме за современи нации, драги мои, ние сме граѓани веќе европјани, на вистина е негативно било кое денеш битие да се поврзува со антиката на место за делување позитивно за еднината. Ова отворена дебата и умерените пораки што беа испратени од неа се во целосна спротивност со националистичкиот набој што го имаа протестите од пред еден месец кои се одржаат токму на ова место. И од северот на Грција, кој се смета за најчувствителен за ова прашање, се слушнаа пораки дека решение зимето е можно и посакувано. 360 степени во Солун, Владимир Мирчевски. 2 месеца пред истекот на крајниот рок, владата целосно завршила околу 50% од задачите во планот 369. За Брисел и за власта тоа е добар резултат. За опозицијата и за дел од јавноста реформите се невидливи. Докаде е реализацијата на планот според независните набљудувачи на процесот и каде заглавија работите? Од Александар Димитриевски. Е планот 369 и во планот 369. Од планот 369. Од планот 369. Толку повторуваното реформско слово на владата, како да дава резултати? I made it clear, I think, that we are more than satisfied with the rhythm of reforms which have been undertaken in this country. Ставот на Брисел би требало да значи дека владата во Скопје спровела доволно реформи за наскоро да очекува безусловна препорака за старт на преговори. Но колку статистички изнесува она што за странските политичари е доволно или задоволително? Во моментов, во јавен оптек се 3 бројки. Една презентираше владата, втора презентираше опозицијата, а третата е производ на единствениот надворешен мониторинг на остварувањето на планот 369. Анализата што ја прави Институтот за демократија покажува дека владата исполнила 52% од задачите на кои се обврзала во делот 6, кој истече околу нова година. Делумно се завршени 16% од активностите, а воопшто не се исполнети 19%, или една од 5 задачи. Мерењето на исполнувањето на останатите 13% од активностите е невозможно, поради начинот на кој се поставени. Ова се прелиминарните бројки, а во Институтот се уште се работи на конечниот извештај. Истражувачот Зоран Нечев и неговите колеги забележуваат дека при остварувањето на шеската, владата помалку ја вклучува јавноста отколку при тројката и дека се заборавени цели области од претходната фаза, како реформите во изборниот процес. Сепак, гледаат и напредок, бидејќи остварувањето на обврските е поголемо од првите 3 месеци и е фокусирано на неважните области. Од овие 52% можеме да кажеме дека оние круцијални, крупни реформски зафати кои што требаше да бидат превземени во овој временски период или се започнати или се имплементирани, и тоа можеме да го врзаме со
она кратка или скратена ЕУ листа на приоритети, која беше доставена на владата од страна на делегацијата Европска унија во Скопје, кој што низа на реформи кои што се опфатени во планот 369, кој што би им помогнало на комисијата во Брисел пред објавувањето на кредибилната европска перспектива за Западниот Балкан да даде или да има позитивна слика за реформите и реформските зафати во Република Македонија. Реформските зафати на кои инсистира Брисел, а според мониторингот на Институтот за демократија, владата најмногу им посветила внимание се судството, следењето на комуникациите и јавната администрација. Но каде Брисел гледа напредок, кога и отворените поддржувачи на актуелната власт критикуваат дека нема ништо од реформите. Во овој момент корист или видливоста на реформите поврзани со евроинтегративниот процес за граѓаните на Република Македонија не се во голема мера видливи. Тоа произлегува од самата фаза на овој план. Значи станува збор за донесување на закони, законски решенија, стратегии кои што допрва ќе почнат со имплементација. Така да моментот во кој што граѓаните ќе ги осетат овие реформи е во моментот кој ќе почнат да се имплементираат истите. Додека Нечев и колегите го привршуваат својот извештај, деновиве беа презентирани две други анализи за тоа до каде е владата со реформите, што сама да се ги зацрта. Станува збор за документи кои го следат оствареното не само во делот 6 од планот, како во извештајот што го подготвува Институтот за демократија, туку и во делот 9, за кој крајниот рок е април. Едниот документ го презентираше председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски во емисијата Отворено на 24 вести. За него, податоците се поразителни. На владина седница 15.2.2018 година е презентиран. Пред некој ден. Добро. Ова е документ, нацрт записник, во кој што се дава осврт на она што се вели 369 план. Во овој момент, деветката завршува. Вие имате нецели 42% од она што сте се обврзале во овој план 369 да го реализирате, реализирано. Ова црвено-жолто-зелен семафорот овде. 42%. Добро, зошто е тоа така? Дека функционира парламентот, дека може да работи, дека не е блокиран системот. Вие треба да си поставите прашање што е проблемот? Дали недостаток на демократија? Ајде да видиме, да поразговараме со овие луѓе, да видиме што чувствуваат, да видиме што ни замерат, што е проблемот. Затоа што ние, вие не биле добри претходни. Ајде да бидеме поразлични. Ајде да разговараме. Ама тоа кога сте во опозиција, сите сакат да бидеме поразлични. Еве го резултатот. Еве го, ова е резултатот, 42%. Сакате да кажете дека губат сите овие луѓе овдека. Сите овие губат. Тоа е ваш... Не губат политичарите. 113 стои црвено затоа што мерката доцни. Неколку дена по Мицкоски, извештај презентираше и вице-премиерот Бујар Османи. Прво, овој план се апдейтира секоја недела. На секоја седница на влада, како пред точка, задолжително пред да почне било која седница на влада, е мојот извештај пред владата и пред премиерот во однос на оваа табела, со цел да видиме до каде сме. Второ, реков дека не може процентуално да се анализира табелата, затоа што мерките се квалитативно различни. Од тие причини Османи не кажа колкав е процентот на реализација, но ако се преброи се што кажа во реши си едночасовната пресконференција, процентот на завршени задачи е околу 50%. Тоа што не е завршено смета дека е последица на владината определба. Законите предвидени во планот да се усогласат и изгласаат заедно со опозицијата. Јас најлесно ми е да кажам дека секаде каде што имаше црвено во планот е заради не добра координација, односно не вклучување на опозицијата во несоработливост на опозицијата во реализирањето. Планот 369 и меѓуетничките односи не смеат да бидат дел од меѓупартиските дневни препукувања. Тоа е најголемата неодговорност од било кој политичар. Во следниот 2 месеци, доколку не дојде до позначителен диалог и согласност со опозицијата, дали на крај ќе одите со усвојување на одредени законски решенија и без нивна согласност, барем онаму каде што нема потреба? Ние веќе сме ја имаме таа дилема, бидејќи пред неколку дена колабираше на некој начин можноста за договор по однос на законот за заштитени сведоци. Тоа што е надлежност на владата, видовте дека е зелено. Јас не видов дека има некоја мерка црвена, која што е директно зависи само од работата на владата и од страна на
институциите. Меѓутоа, ја разбирам и опозицијата дека е потребно време и можеби имаат некои забелешки што може да се конструктивни, можеби се суштински. Затоа е ова наша волја да бидеме инклузивни во процесот. Меѓутоа, како стигаме до април, ние мора да испрачаме. Гостивар останува единствената општина во Македонија која нема донесено буџет за 2018 година. Крајниот рок за тоа е 31 март. Во спротивно, ќе треба да се организираат нови избори за општинскиот совет. Судирот меѓу градоначалникот, кој е од Алијанса за албанците, и мнозинството во советот, кој го имаат ДУИ и СДСМ, деновиве дополнително се услужни со одлуката на централната власт да му ги одземе ингеренциите на Таравари во образованието, поради тоа што незаконски разрешувал и именувал директори на училишта. Славица Филиповска. Почитуван Зоране, кажи ми, се остава ли град со 100.000 жители без буџет за атер на ДУИ? Му се доделуваат ли на еден град вкупно 1.000 евра за цела година за култура? Се давиш во диктаторски скандали без АЕФ? Деновиве очекувам сите надлежности од областа на образованието од општина Гостивар да ги пренесеш на централната власт. Срам и брука. Го сваќам писмото како некоја горчина. Веројатно од прекинот на соработката помеѓу Алијансата и СДСМ. Се надевам времен. Не ги делам општините во она што значи соработка и поддршка. Градоначалниците, исто како и јас, се лица кои привремено добиле чест и одговорност да управуваат со средствата на граѓаните. Вчера попладнето се одземени надлежностите на градоначалникот на општина Гостивар во делот на образованието и тоа во делот кој што се однесува на именување и разрешување на директори на општински основни и на средни училишта. Комуникацијата меѓу владата и досегашниот нејзин министер Арвен Таравари го допре врвот на ледениот брег. Во следните 9 месеци, градоначалникот на Гостивар останува без ингеренции во образованието во општината. Според Министерството за образование, Таравари незаконски разрешувал и именувал директори на училиштата. Од ДУИ тврдат дека ги оставил само кадрите на ВМРО. Таравари пак обвинува за политички притисок од ДУИ, под кој потпаднал и ЗАЕФ. Unë jam I bllokum prej të gjitha anëve. Më thënë SDSM edhe DUI I kanë bërë të gjitha të këqijat që mund të bëjnë ligjërisht. Më thënë nuk kanë lënë diçka që kanë mund të bëjnë dhe mos e bëjnë. Dhe për drejtorët e VMRO-s, domethënë drejtorët e VMRO-s janë të embruar prej Nevzat Betës, prej ish kryetarit. Unë nuk I kam ndryshu, sepse normalisht edhe unë pres në këshill si do jetë kombinimi I këshilltarëve, në bazë të këshilltarëve. Ashtu edhe më tutje do t'i bëjmë konkurse dhe do mundohem që drejtorët e ardhshëm, të cilët do I zgjedhim, të jenë pa përkatësi politike, atë që mundemi. Edhe këto drejtorë që I kam zgjedhur në Gostivar, jam mundu që të shkojnë nëpër këshillat e shkollave dhe të kërkoj propozime prej atyre. Në shumicën e shkollave kam shku dhe I kam marrë propozimet prej 2, 3, 4 propozimeve, njërin e kam zgjedhur. Me plot përgjegjësi në shumë emisione kam thënë se mbi gjysmën e drejtorëve personalisht nuk I njoh. Do me thonë nuk kanë qenë antar të Aliansës për Shqiptarë. Одземањето на надлежностите во образованието може да биде привремена кулминација на политичкиот судир во и околу општина Гостивар. Друг суштински проблем кој може да кулминира е фактот што Гостивар е единствената општина во Македонија која се уште нема буџет за 2018. Прва воочлива последица од блокадата е тоа што паркингот е бесплатен насекаде низ градот. Од една страна тоа е поволност за граѓаните, но од друга предизвикува хаос во паркирањето. Без буџет, Таравари не може да ангажира фирма која би управувала со паркинзите. Договорот со претходната го раскинал, оти вели дека бил неповолен. Пречка да се изгласа општинскиот буџет за 2018-та се несогласувањата меѓу градоначалникот кој е од Алијансата за албанците и мнозинството во Советот кој го имаат ДУИ и СДСМ. Председателот на Советот Насир Муслиу, кој е од редовите на ДУИ, тврди дека работите се под контрола. Обичајно еднаш месечно се држат седниците на Советот. Ние за јануари имавме седница, сега ќе одржиме и за февруари, па пак на наредните месеци, ако има потреба, ќе одржиме седници. Но случајот со Гостивар е посебен, бидејќи нема буџет. Вие како председател на Совет имате ингеренции да свикате седница, па ако треба и вонредно. Зошто не го направивте тоа досега? Па
поради тоа што го усвоивме тоа одлуката за привремено финансирање, немаше проблем да функционира општината и месец, дена, два не е голем проблем, него потребно е и подобро да се одржи, да се усвои буџет кој ќе биде за доброто на граѓаните, и тоа сега го правиме. Дали ова е освета за Таравари, бидејќи ги смени сите директори кои беа поставени од ДОИ? Не, тоа не е освета, тоа е работа на градоначалникот кој може не требаше такво нешто да прави, него требаше само да го почитува законот и законски да ги избира и да ги изменува директори. А тоа нема врска со одлуките на Советот. Прашавме и во локалната организација на СДСМ. Тие имаат забелешки за начинот на кој Таравари го скроил предлог буџетот. Сите проекти и што се за општина Гостивар ќе ги реализираме преку Советот на општината Гостивар, бидејќи градоначалникот до сега нема мрнато ни со мал прст за некој проект, за нешто да направи, за да се подобри условите на граѓаните за живот, за да се подобрат условите за живот на граѓаните на Гостивар. А како би направил некој проект кога нема буџет? Буџет има на располагање 1/3 од минатиот буџет и може да располага. Градоначалникот не најавил досега ни еден проект дека треба да се реализира. Не викнал на разговор досега. Општината привремено се финансира со позајмици од Министерството за финансии. Ако буџетот не се изгласа до 31 март, Законот за локална самоуправа предвидува распуштање на општинскиот совет и организирање нови локални избори во таа општина, но само за советници, а не и за градоначалник. Pamo su diskutu për buxhetin. Thuhet se nuk është zhvillimor, mendoj se është jo korrekt. Në qoftë se diskutojshin për propozim buxhetin dhe unë nuk i pranojsha propozimet e atyre, atëherë pranoj se nuk ka pas bashkëpunim ndërmjet kryetarit dhe këshillit. Por, unë jam i gatshëm, atë kam thënë edhe të gjithë këshilltarëve, ti pranoj të gjitha sugjerimet për plotësime. Qytetarët e Gostivarit vendosin kush është kryetar komune. Nuk mundet dikush të vinë dhe të thotë ky do jetë kryetar, ky ministër, unë kryeministër. Nuk e kemi atë luks, nuk na mundson. Kjo është demokracia. Demokracia është ndryshim. Unë shpresoj se të votohet buxheti në javët e ardhshme. Në qoftë se nuk votohet, unë du të shkojmë në zgjedhje të parakohshme për Këshillin Komunal. Mendoj se Alianca për Shqiptarët është zhvilluar shumë më shumë dhe do e fiton bindshëm BDI-n. Në qoftë se ato duan të garojmë dhe të shohim ku e kemi, si qëndron tash BDI dhe si qëndron Alianca për Shqiptarët, i ftoj dhe ne si Aliancë për Shqiptarët jemi të gatshëm dhe duam të shkojmë në zgjedhje të parakohshme për Këshillin Komunal. Од мнозинството во Советот велат дека работите нема да стигнат до предвремени избори. Ние имаме расположение да го усвоиме буџетот, нема потреба зашто граѓаните да ги ставиме во еден дополнителен терет, да има пак избори кога нема таква потреба. Во Гостивар ќе се разгледа буџетот, ќе се донесат амандмански решенија, ќе се интервенира во буџетот за да можеме да ги задоволиме основните потреби на граѓаните на Гостивар. Како прв можен датум за седница на која би се дискутирало за буџетот, се спомнува 5 март. Ќе одиме на уште една пауза, по која е темата за нефункционалниот систем за социјална заштита, кој е фрагментиран и со многу ниски суми на социјална помош. А по неа следува и саботажата. Останете нас. И понатаму сте со 360 степени. Актуелниот систем на социјална заштита со 18 поединечни основи за исплата на социјална помош ни одблиску не ги решава проблемите на засегнатите. Сумите се смешно ниски и тие воопшто не гарантираат сигурност на граѓаните, туку како што велат граѓанските активисти, им нудат само алтернатива да не починат. Системот бара темелна реформа и на тоа веќе се работи. Никола Здравковиќ. Зимските месеци се најдепресивните во годината. Велат бројни светски анкети. Македонските граѓани оваа зима депресијата помеѓу останатото ја убиваат со празниците, без малку десетина на број.
Но со секој нов ден по нив, тие и се враќаат на реалноста. За некои тоа е повторното прилагодување на работните обврски, кај други пак во фокусот повторно ќе се најде загадениот воздух. За близначките Сафија и Шукри е јасан, ниту постојат празници, ниту друг проблем, освен како да се истурка месецот. У една соба сме, со никакви услови немаме. Со мајка болна, со 2 деца, самохрана, невработена. Што работам вака по жени, содржавам тоа. Од социјалната помош ништо не го гледам на тоа, пошто тоа сега го земаш и толку е, иде. Ништо не недостасува, да речам, дал за струја, дал за вода да платиш. Со 5 члена, тоа ништо не недостасува со 3500. Дал за школу, за децава, дал пример да речеме нешто да им купиш, да ништо не стасува. Домакинството на семејството Асан е само едно од над 26.000 низ државата кои се издржуваат од социјална помош. Одречи си секој, ќе слушнете дека не се живее со 3, 4 или 5 илјадарки месечно, но срамот од соседите и познаниците ги спречува тоа да го кажат јавно. Според својот устав, Македонија представува социјална држава, чиј систем на социјална заштита предвидува 4 закони од оваа област, кои понатаму пропишуваат 18 видови на социјална парична помош. Но дали овие видови на социјална парична помош во суштина на вистина им помагаат на социјално ранливите категории или социјалната држава е ништо повеќе од зборови на хартија. И како во држава со волку социјални закони и прописи, безмалку 1/4 од населението е сиромашно. Дека во социјалниот систем има сериозни дефекти, со години упатуваат здруженијата кои се борат против оваа појава. Недостатокот не е еден. Се случува домакинства со 2 и со 5 членови да добиваат безмалку иста парична помош, а за некаква нивна вклученост во општеството не ни станува збор. Не на Македонија дефинитивно, значи не само што има потврлено, туку веќе не треба да се класифицира како социјална држава заради тоа што вие наместо да ги вадите луѓето од сиромаштија, ви ги држите луѓето во сиромаштија со постоечкиот закон за социјална заштита, значи не зборам во перспектива, него еве денеска тука каде што сме, вие се уште им давате на луѓето социјална помош која е третина од линијата на сиромаштија. Значи тоа е нехуман третман кон сопствените граѓани. Значи тука не можеме ние да зборуваме за систем или за нешто кое што на граѓани им нуди сигурност. Им нуди алтернатива да не починат. Бројките кои што се шушкаат за луѓе кои што работат на црн пазар, бројките на луѓе кои што се евидентирани како 9% вработени сиромашни, и така натаму се бројки кои што кажуваат дека овој систем во најскоро време мора да претрпи измената. И мислам дека секое следно ќе биде подобро од ова што е сега. Доколку системот не се промени, ние се повеќе и повеќе ќе навлегуваме како држава во сиромаштијата и се повеќе граѓани ќе бидат исклучени и на долг рок ова навистина ќе има катастрофални последици. Има ли решение на повидок? Умовите чија специјалност е оваа област предлагаат неколку конкретни солуции, обединети во изразот гарантиран минимален доход, сума приближна на минималната плата, со која ќе се внимава и на бројноста на членовите во едно домакинство, но ги поттикни да се вклучат во пазарот на труд. Нудиме 3 алтернативни дизајни. Во првите 2, 4 члено семејство, 2 родители и 2 деца би добивале 10.800 денари, односно 9.660 во првата и во втората варијанта. А третата варијанта е малку поразлична, таа доделува процент од заработениот доход. Значи, ако семејството остварува 8.000 денари на пазарот, например од сезонска работа, тогаш државата ќе додели уште 4.000 денари, што значи уште 50%. Ако заработува 9.000 денари, ќе додели 4.500 денари и така натаму се до 15.300 денари. Значи, гледаме дека овој нов систем, за разлика од стариот, му овозможува на семејствата да заработуваат некаков пазарен доход, што значи дека тие нема да ја губат социјалната помош кога ќе пријават некаков доход, дали е тоа од сезонска, од повремена работа, од кирија и останатите видови приходи кои што може семејствата да ги заработуваат. Што прават во меѓувреме надлежните? Министерката за труд и социјала Мила Царовска голем дел од кариерата има поминато помеѓу овие категории.
што впрочем и беше една од препораките, токму таа од челото на Министерството да се обиде да се избори со лошиот систем. Активацијата ќе треба да биде чекор по чекор и да им кажеме дека е многу важно да тие заработуваат. И тие заработуваат, ама да заработуваат на белиот пазар, а не на онаа сива гранка каде што ги оставаме да бидат ни ваму ни таму, само губат семејствата, само губат нивните деца, никогаш нема да остварат пензија, не остваруваат здравствено осигурување и многу други права. Токму затоа сакам да им понудиме пакет мерки кои што и тие ќе ги видат како поволни за нив и сигурна сум дека ќе бидат вклучени во сите нивоа на донесување одлуки, затоа што и граѓанските организации што ги застапуваат се вклучени во сите нивоа во кои што јас сега дискутирам за реформата, која што не е уште во јавност представена, но длабоко се зборува и сите се информирани дека тоа се случува. Финансискиот момент се чини дека е на добар пат да биде решен, но надлежните ќе се соочат со уште еден, поголем предизвик. Како да се задоволат потребите на потенцијалните работодавци, ако се знае дека голем дел од социјално ранливите граѓани се со скромно или без образование. Тие мерки во најголема мера не соодветствуваат на образовниот профил или немањето на образование на голем дел од корисниците и тука сметаме дека треба да се направи понуда која што ќе ги привлече или ќе им овозможи на овие лица да бидат во иднина, не во моментот, тоа е процес кој што ќе трае, малку по-конкурентни на пазарот на трудот и конечно да се овозможи реално тој премин од социјална заштита кон пазар на труд. Конечно, идејата на социјалната парична помош или генерално социјалните помошти е дека тие се привремени, дека тие немаат траен карактер. Бидејќи станува збор за поддршка на работоспособно население. Тоа работоспособно население значи дека има потенцијал се уште да работи и од таму потребата да преку обука, доквалификација, преквалификација тие бидат привлечени на пазарот на труд. 60% од населението ја чувствува потребата за промена во смисла потреба од дополнителен приход, потреба од услуга, потреба од поддршка, потреба од вклучување и така натаму. Значи, да не се расфрлам со бројки, ама во делот на социјалното вклучување некаде од 46% во државата ни се социјално исклучени, што значи дека не е само до парите, туку до еден поширок концепт. Министерката Царовска уверува дека освен финансиски, овие граѓани ќе бидат згрижени на секаков потребен начин. И сиромаштијата во поширок аспект не е само пари, трансфер на пари, туку системот на социјална заштита треба да има услуги. Затоа што услугите треба да ги припремат граѓаните за извлекување од сиромаштија или да ги спасат од продлабочување на сиромаштијата во која што живеат. А кај нас што се прави? Исплаќате социјална парична помош и ги заборавате граѓаните дека постојат. Ниту ги активирате преку активни мерки, ниту има посебни мерки за грижа, ако тие се во неформална економија, да ги вратиме во формална економија. Со тоа добиваат социјална сигурност. Децата дали се во училиште или во градинка, за да немаме трансгенерацијски пренос на сиромаштијата. Така да ние, навистина, како министерство и како влада сега, сме посветени на тоа системот да се стави во рамка која што ќе дава ефект, а не палиативни мерки за да купиме социјален мир и да ги заќуткаме граѓаните. Финансиската помош, образованието и инклузијата се тројство чие ускладување изискува целосно нов закон за социјална заштита, кој ќе има само една цел – намалување на сиромаштијата. Моделите на професорот Петрески откриваат и конкретни проценти. Сиромаштијата ќе се намали за околу 1/3. Тоа од прилика во нашите пресметки беше 10% поени, споредено со 3% поени што претходно ги спомнав, намалување што го врши моменталниот систем. Нацрт верзијата на новиот закон Царовска ја најавува веќе во март, а реализацијата на мерките најдоцна за една година. До тогаш, оние кои го изготвуваат се одговорни за судбината на преку 26.000 домаќинства. Па ако е така, баш би било супер, пошто така да мислам би треба да имаме и работа исто. Не можеме да навалиме само на социјална помош да чекаме. Би сакало, мислам, и да работам најнормално. Како и секој луѓе што има добар живот, така и моите деца. Вечерва траеме малку подолго од вообичаеното, но стигнавме до саботажата. Да ја видиме. Карактеризацијата е прифатлива и интересна како наратив, но само ако ја комуницираат тие што практикуваат однесување кое се држи до неа, бидејќи звучи на вистина парадоксално. Истиот ден, кога се прави критичка обсервација за нечи лик и дело,
и јавно да се посакува да се биде дел од неговата зла компанија. Од трендот на нештата се гледаат работите, веќе оваа реформска влада наликува на старата, само него го нема. Заед се повеќе на пат да биде еден нов Груевски на нова генерација. Јас се надевам по пат некој ќе го разбуди. Не исклучувате влез на алијансата во владата на Заед? Немало таква понуда, ако има органи на партијата ќе разгледаат, меѓутоа за сега немало таква понуда. Причината за ваквата кратковида контрадикторност е во далековидоста за чии слаб диоптер изгледа не беа догледливи перспективите, штом повторно се прави обид за преименување на нереферентниот бурек со прекрасен колач на власта чие делење се најавува. Вербалниот прекор се користи за да се ефектуира со конкретен план, со познат епилог. Почитувани колеги советници, посебно на вас од владеачкото мнозинство, вие овде сте дојдени за личен и материјални интереси, за да ги остварите вашите интереси на вас и на вашите фамилии. Не се само интересите на фамилијата, туку и на љубимчињата, особено оние на кои сиот народ им беше мецена. Умислени дека се гранде уметници, локалните Микеланджеловци всушност се најобични августинчичи на македонскиот наследник на маршалот, со таа разлика што тој барем го вајал неговиот лик, а овие се занесува дека ним, со оградата на еден мост, тешка 1 милион евра, им била доверена задачата, по негов кејф, од земјава да извајаат држава. И вие очекувате вас Викторија Нулам да ви дојде и да каже оваа селјачана бара држава? Че вие морате да сватите дека држава е скуп спорт. Ние мора да имаме барокни згради, они се бенчмаркови. Стандардите и државата ги прави животот на луѓето во неа, а не изгледот на објектите. Може би затоа целиот фокус повторно е насочен кон онаа категорија која е иднината. Таа никогаш и никого нема да изневери и секогаш е подготвена да го даде својот глас, не сваќајќи дека повторно е дел од истата проверена шема, со која за дребни привилегии ја бањаат на суво. Веќе во првиот вторник имаме 90 пензионери кои што ја искористиле оваа мерка која што ја воведовме и во втората недела веќе се искористени 160 пензионери ја искористиле оваа мерка. Денеска еве продолжува да се користи бањата од страна на пензионерите и очекувам во наредниот период се повеќе се користи. Фрлањето во вода е тоа што навистина треба да се користи во наредниот период, ама не за пензионерите, туку за другата група времено привилегирани. Затоа што дури и глумците имаат реминисценции кои би требало повторно да се екранизираат, бидејќи покрај толку долго поминат период, истата приказна се уште е жива. Јаков Лазаревски, Гоговски и Костојчиновски лично во очи го прашав тој што ја водеше седницата, до кога оваа држава ќе ја водат кретени и полуидиоти. Никогаш нема да биде доцна, особено ако тоа се направи порано, и свеста за тоа што се случува веќе доминира и таму каде што тоа не треба да се случува. Иако зачудува што и покрај сознанието за обкружувањето и натаму се чека да се стопи туку што паднатиот снег. Голем е бројот на луѓе во владата кои што многу се трудат, а не знаат. Но се трудат и да научат. Има еден дел кој што ниту знаат, ниту се трудат. И на крајот, наспроти поранешниот премиер кој постојано доцнеше, овој е пред времето. Добар ден, првоначалниче, швейцарска. Извини, ние што побраним. Предност е во овие пресудни моменти да се биде избран од граѓаните, а не од собранието. Градоначалникот може да си дозволи и да задосни, но премиерот веќе нема што да чека. Завршуваме. Ве поканувам да бидете повторно со нас петок од 22:30. Пријатно.